Состојбата со дефицитот на медицински сестри станува се поалармантна. Околу 6.000 не достигаат низ болниците ширум државава. Одливот во странство е се поголем, а она што загрижува е што се повеќе медицински сестри со искуство трајно ја напуштаат професијата, незадоволни од условите за работа. Недостиг на медицински сестри има во сите нивоа на здравството, најмногу во стационарите каде работата е многу опсежна, потоа во патронажните служби, во операционите сали, клиниките, во болниците низ матрешноста, но и во одделите за интензивна нега каде се лекуваат тешко болните. Од Унијата на медицински сестри велат недостигот на кадар генерира и незадоволни пациенти. Во ваква ситуација кога имаме недоволен број, па на тие кои што се во болниците со статус договор на дело и со непризнаено образование, едноставно ви им давате ветер во грб да си заминат. Значи тие не заминуваат само заради тоа што имаат недостаток во личните доходи. Имавме неколку покачувања на платите, имаат додатоци кои што ајде да кажеме се подместени од точката од која што се. Меѓутоа здравата работна околина не ја чинат само финансиите. Тука е признавањето на професијата, препознавањето, безбедноста во работата, кариерниот развој, многу важен за медицинските сестри. Не може една медицинска сестра да се вработи како медицинска сестра и да замине во пензија како оделенска. Зошто да не замине во пензија како доктор на науки, како магистер? До кога авторитетите ќе ни бидатускратени во болниците? За да се надмине проблемот со одливот на медицински сестри, од Сдруженијето велат неопходно е да се донесе законот за сестринска дејност, кој ќе ја регулира оваа професија во однос на образованието, работните задачи и одговорностите. Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри оствари една многу надежна средба со министерот. И тој на нас ни вети дека конечно се она што ние го бараме и го подигаме гласот за сестрите во делот на системските прашања, синдикалните и се, дека ќе застане на нашата страна, дека ќе ни помогне медицинските сестри да почнат од некаде, да се структурираат, да ја го добијат законот, да ја добијат коморната, да го добијат коморното здружување, да ги добијат сите скалила во кариерниот развој и на крај знаете што, и прекршочните одредби, да одговараат за се што направиле и не направиле. И врз основа на одговорностите да ги добијат собствените лиценци. Тоа е нешто кое што го крeva достоинството на професијата. Според податоците на Унијата за нас, близу 2000 здравствени работници за една година ја напуштиле Македонија и за подобри услови за работа заминале да работат во западноевропските земји.